Се враќаме назад во студиото, време е за вториот разговор, односно мојата втора гостинка. Со мене во студиото е господја Сузана Стојановска, биоенерготерапевт и радиестезист. Господја Сузана, добро ни дојдовте во студиото. Драго ни е што сте наша гостинка и што ќе можеме да поразговараме малку со вас на оваа тема. Така, добро ве најдов, задоволството е моје, не прв пат сум во оваа студио и стварно ми е многу пријатно. Така. Рековме нели дека се бавите, се занимавате со биоенергија, еве на почеток нели за неа да разговараме. Ќе да објасниме на гледачите што представува поимот биоенергија. Значи, самиот збор го кажува тоа, биоенергија, што значи животна енергија. Секој од нас поседува биоенергија, некој повеќе, некој помалце. Тоа зависи од отвореноста на чакрите, колку се чакрите отворени, колку ние ја примаме таа енергија. Значи, ако нема некој енергија, значи не може да живее, нема животна енергија, не може да живее. Значи, секој ја поседува, меѓутоа не може секој да работи и да лекува други луѓе, а може секој сам да си помогне. Со малку учење, труд и напор може да се постигне тоа. Така. Какви видови енергии постојат? Па јас мислам дека енергија една е. Значи, некои ги дефинираат како космичка енергија, како, не знам, многу е, меѓутоа една е животна енергија. Што доаѓа од едно место. Така. Кога почувствувавте дека поседувате ваква дарба? Па вака, да, уште во детството, значи се чувствува, едноставно се чувствува тоа, меѓутоа почнав тоа да го практикувам и да работам професионално, можам да кажам, пред 10 години. Значи 10 години се занимавам со биоенергија, со оваа работа. Така. Работата со биоенергија не е ниту видлива, ниту опиплива. Како ќе го објасните ова на оние кои што не веруваат во биоенергијата? Значи, се судрувам со такви проблеми, значи секојдневно има луѓе да едноставно не верува, не почувствува или не верува. Да. Има луѓе што не веруваат во нешто што не може да го почувствуваат, да го опипаат. И најчесто на таквите луѓе, неверници, им правам вода, истретирана вода, значи обична вода од чешма, ја третирам и вода го менува хемискиот состав, што го имам и тестирано тука кај нас. И кога ќе се напијат од тоа вода, стварно е сосема друга. И тоаш веќе почнуваат сомнежи. Ако е водата таква, ајде да пробам нешто друго или и така доаѓаме до некој резултат понатака. Така. Дали биоенергијата може да се поистовети со некое медицинско лекување? Апсолутно не. Не. Значи, медицинското лекување, знаеме, без класична медицина не можеме, неопходна е. Меѓутоа, знаеме дека при лекувањето со класична медицина, оние медикаменти што ги примаме, едно лекуваат, уште 10 други работи заболуваат, што не е случај со биоенергијата. Значи, биоенергијата може само да лекува. Во никој случај не може да наштети. Значи, има луѓе, сум читала, сум слушала дека кажуваат висок крвен притисок да не се третира. Апсолутно не е точно. Јас секојдневно третирам висок крвен притисок. Значи, работам со луѓе што имаат други заболувања и висок крвен притисок. Има начин како да се снижи притисокот, да се стабилизира и да се работи на конкретното заболување. Така. Значи, едно со друго, класичната медицина и биоенергијата не може да се поистоветат. Мада целта е таа да се подобри здравјето на пациентот, меѓутоа не може да се... Имаат иста цел, меѓутоа не може да се поистоветат. Да. Така, дали, еве, ќе се согласите ли со мене, дали биоенергијата е дар од Бога? Да, енергијата е дар од Бога, не можам јас да кажам за себе, јас лекувам, не лекувам јас, тоа го прави некој преку мене. Значи, јас често пати сум си поставила сама на себе прашања, која сум јас да лекувам или да помагам на некого. Значи, некој друг го прави тоа преку мене. Затоа што и ме прашале колку луѓе дневно можеш да ја истретираш. Јас не ја давам мојата енергија, зашто мојата и мене ми треба. Да. Значи, ако ја дадам јас мојата енергија, нема да можам да функционирам. Јас сум уствари спроводник, земам и давам. Значи, земам, некој ми ја дава таа моќ, јас ја правам таа енергија на фреквенција на која одговара на организмот, на човекот што е дојден и така се спроведува, така доаѓа до излекување.
Така, кога ви ги разговараме на оваа тема, верувам дека многумина од гледачите се заинтересирани и сигурно имаат стотици прашања и сакаат да ги постават. Да кажеме, нели, почитувани гледачи, можете да се вклучите и вие во разговорот, доколку имате прашање до нашата гостинка, слободно јавете се на телефонскиот број 2521 003. Ние да продолжиме понатаму, додека ги очекуваме гледачите да ни се јават. Дали оние кои работат со биоенергија можат да се надоградат или нема надоградување овде? Може да се надоградува, значи начинот на работа, некои заболувања, бара се, јас работам радиестезија, како што напоменавте, значи тие две енергии ги спојувам во едно и доаѓа до поголеми резултати. Значи, за диагностицирање користам радиестезија, тоа е работа со висок, со рачви, со елантени, и биоенергијата како енергија за исцелување. Така. Значи, може да се надоградува, има литература, јас користам руска литература, ја преведувам и така, има многу работи што може да се научи. Така. Кои болести може да се излечат со биоенергија? Нели сите не можат, колку што јас имам информации, сите не можат, меѓутоа има многу болести кои што може. Така, кај сите може да се помогне. Така. Значи, кај сите може да се помогне. За излекување кај многу болести може да се излекуваат. Да почнеме од оној момент кај што медицината застанала, значи спондилозата, калцификатите. Тука медицината застанува и нема лек. Значи ти кажува, си имаш спондилоза, со здравје да си ја носиш. Има физикална терапија која помага моментално, меѓутоа не може калцификатот да го стопи. А спондилозата предизвикува страшни проблеми. Тука биоенергијата е број 1, значи од првиот третман уште се чувствува олабавување. Има пациенти, луѓе што имаат страшни проблеми од спондилоза, дури од тежното дишење, зуење во ушите, вртоглавици, боцкање во градите. Значи, од првиот третман се чувствува разликата. Не оставаме, значи, да видиме 4, 5 или 1 месец да помине, како што во случај нели со физикална терапија. Овде, од првиот третман има промена. Значи, вртењето на главата, болките во вратот, што се одма се чувствува. Така. Еве, кога сме кај третманите, колку третмани има ли одредено колку третмани треба да се направат за да се излечи една болест, или тоа е индивидуално од личноста и од болеста? Така, индивидуално е, значи многу зависи од личноста. Прво, колку е отворена таа личност, ствари колку верува во тамо кај што оди да побара помош. Многу зависи каде престојува, каде спие, дали има подземни води, дали има космички зрачења. Треба тие работи да се избегнат за да дојде до побрзо и до целосно излекување. Ако болеста настанала од подземните води и од космичките зрачења, особата доаѓа на третмани, има подобрување, меѓутоа пак се враќа на истото место. Така, и пак има таму. Пак има проблем, можда не толку изразен, меѓутоа пак доаѓа до проблем. Треба да се провери местото на спиење, местото на престојување. Може да се избегне, има начин како да се направи тоа и доаѓа до излекување. Така. Колку третмани се потребни за да се постигне целосен ефект? Зависи од заболувањето, зависи од особата. Кај сум имала случаеви, например, жената беше со двете гради требаше да ги изведат пред операција. Дојде кај мене 1 месец пред операција, значи закажана операцијата, со 10 третмани немаше веќе никаков проблем, види ден денес нема никаков проблем. Так. Значи индивидуално, тоа зависи каде и како. Така. Колку луѓе кај нас се заинтересирани да посетуваат биоенерготерапевт? Во последно време, заинтересираноста е поголема. Јас имам луѓе, имам пациенти кои со години доаѓаат. Значи за секаков проблем. Така, за било што. Ме боли тука, ми се случи ова, ми се случи она. Едноставно си доаѓа да се исконтролира. Има проблем со стомакот, доаѓа да видиме дали има бактерија, дали болката или непријатноста е од друго нешто. Има и такви луѓе, значи што си доаѓаат со години и за најмал проблем, едноставно не сака да оди на лекар. Што се вели на контрола. Баш на контрола. Значи, кај нас се уште не е тоа решено, гледам се прават некои чекори,
Еве премиерот слушна во дека сака за да праќа доктори во Кина за акупунктура да се усовршуваат, меѓутоа прво треба законот да се среди. Ние немаме закон за алтернативна медицина. Значи јас сакам да работам, да отворам ординација, не можам да го отворам како биоенерготерапевт. Јас отидов и прашам и како регистрирај се како масер. Луѓе, јас не сум масер, јас не масирам. Значи немаме закон. Прво тоа треба да се среди за да можат луѓето да изберат опција дали сакаат класична медицина, дали сакаат алтернативна. Така. Нели спомнавме дека работите и со радиестезија? Радиестезија, да. Радиестезија, така, ќе да. можеме малку околу тоа повеќе? Па да, радиестезијата е работа со помагала, значи со висок и со рачви или елантени. Елантените служат за откривање на подземни води, подземни зрачења, штетни за здравјето. Значи, ние имаме секаде подземни води и зрачења, меѓутоа има кои се штетни за здравјето, кои не се. И космички зрачења. Со високот се одредуваат на која длабочина се, дали се штетни за здравјето, дали не се, каде има Хартманови чворови. Значи, високот може да продре стотици метри под земја и да ни каже што се случува тамо. Го користам ја исто за диагностицирање, кога може да одреди што има под земјата, зашто не би можел и во телото. Да. Значи, многу прецизно дава одговори. И секој би можел да работи со висок, со малку напор, барем за себе да си одредува која храна му одговара, високот ќе му даде одговор, колку одмор му треба, дали нешто прави неправилно со конкретни одредени прашања, високот знае да одговори. Така, од режија ни јавуваат дека имаме гледач на линија, да го вклучиме гледача, да не го оставиме да чека. Ало, добар ден, кого имаме на линија? Ало? Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до гостинката. Благодарам. Повелете, имате прашање до гостинката? Да, имам прашање до гостинката, вака. Јас имам отечени нозе, рекоа дека се лимфите. Ги примав тие тераписките инекции, тие, како се вика, и нема ефект, мислам. Сега таблети пијам, овие пентоксицилинот, ама нозете ми се многу отечени, од места на места ми се вцрвува и болката ја имам. Може ли нешто да се направи? Може да се направи, да, вие кажавте лимфите, сега што ми има црвенило, дали има тромбоза, дали нема. Да, тромбоза, да. Рекоа и за тромбоза. Да, може да се направи. Значи, многу биоенергетичари кажуваат не се работи кај тромбозата, меѓутоа се работи. Значи, да, се работи. И како да направиме? Треба да дојдеме или да се преслушаме? Па да се слушнеме и да закажеме. Значи, во принцип закажувам термин, затоа што како не би чекале или може и да не сум во моментот тука. А телефон? Така, телефонскиот број, господјо, ќе го добиете после завршувањето на разговорот. Ќе може, или може и сега да ви го кажем. Еве ќе ви го кажам, телефонскиот број е 070 070 88 88 41 41 99. Ете така, јавете се, ќе се договориме. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Благодарам, пријатно. Се надам дека ќе помогнете кај гледачите. Да, и јас се надам. Ве разбра што сакате да ја кажете. Да, мислам дека ме разбра и јас разбрав што е проблемот. Така да се надам дека ќе се слушнеме и ќе можеме да помогнеме во тој дел. Така, да продолжиме таму каде што застанавме, нели разговаравме за радиестезијата. Така. Да, исто со радиестезијата ја користам и за третирање на водата. Значи, тоа е многу битен и интересен момент, колку водата може да биде лековита. Јас ја носев и на испитување тука кај нас, меѓутоа се ми кажа тоа што треба ми кажа, дека хемискиот состав е сменет, дека не е таа истата вода што била претходно, меѓутоа не се компетентни да издадат некој документ или дозвола или сертификат дека со таа вода нешто се случува. Меѓутоа во мојата пракса се покажа дека таа вода е многу лековита. Значи, еве ќе ви кажам, не е тајна, тоа може секаде да го прочитате. Земете 2 чаши вода,
едната чаша, разговарајте со нејзе како со пријател. Значи, замолете ја да ви помогне за одреден проблем. После 10 минути разговор, пробајте ја водата, нема да биде иста во едната чаша и во другата, ќе има разлика во вкусот. Значи, водата прима информација и таа информација ја пренесува во нашето тело и доаѓа до подобрување на состојбата, до излекување на некои заболувања, покрај третманите со биоенергија, се користам и третирана вода за лекувањето. Значи, не се додава ништо во водата, со самото тоа што и се дава информација, таа станува лековита. Ова навистина е интересно, не сум го слушнала до сега. Да, водата е многу лекова. Навистина интересна информација. Има ли некои други информации така интересни кои што се, а кои што не се познати меѓу народот? Па водата мислам дека не толку не е позната, меѓутоа да, има луѓе што не знаат. Да. Исто за подземните води, за заштита од подземни води или подземни зрачења што се штетни за здравјето, може да се искористи обично сламарица што е за на плажа, што ја користиме на плажа, да се стави под креветот. Значи сламата ги неутрализира штетните зрачења. Затоа старите спиеле на слама и биле здрави, немале спондилози, немале сколиози. Токму од заштита од сламата подземните зрачења. Значи, ете уште една информација, за да се заштитите. Значи, не мора да знаете дека стварно има, ставете ја сламата, а ако има, ќе ве заштити. Така. Госпоđа Сузана, јас ви благодарам за разговорот. Имате ли некои препораки, ќе дадете ли некоја препорака и до нашите гледачи? Па би им препорачала секогаш да имаат позитивна мисла, нека ги води тоа, затоа што тоа е информација што се шири и што се враќа позитивно. Ако имаме негативни мисли, ќе ни се случува негативно, ако имаме позитивни мисли, очекувајте дека ви се случува позитивно. Така. Ви благодарам за денешното гостување. Се надевам дека ќе имаме повторно прилика да поразговараме. Да, јас се надевам. Беше драго што ме повикавте и во секое време тука сум нема проблем. Така, ви благодарам уште еднаш, а ние продолжуваме понатаму, почитувани гледачи. Следува кратка пауза, а потоа се враќаме повторно назад во студиото со останатиот дел од емисијата.